Не беше големо изненадување одлуката на членките на Европската Унија да го забранат производството на возилата со мотори со внатрешно согорување. Каде сме ние, ќе бараме одговор во некоја друга прилика, а во денешниот колаж имаме прилази од целата планета. На тест го имаме гостинот од Кина, кој од неодамна е присутен кај нас. Под лупа го ставивме MG EHS со приклучен хибрид. Добре дојдовте во новата епизода на Автомагазин. Гледајќи ги податоците за продажбата на возилата на американскиот пазар, на момент помисливме дека некој место свежи вести ни пласирал бројки од пред пандемијата, но потрагата по вистината покажа дека не сме во право. Второ, најдобро продавен модел на Fiat во третиот квартал годинава на вистина е 124 Spider, кој не се произведува веќе 3 години. Се работи за скромни количини, само 17 примероци, кои заедно со уште 7 возила од моделот 500 и 5 од крагуевачкиот 500L им се испорачени на американските купувачи во периодот јули-септември. Fiat во Соединетите Американски држави официјално го продава само 500X, но ете, на лагерите на дилерите се уште има по некој правлив примерок од оние одамна повлечени модели. Ова е тажно сеќавање на амбициозно замисленото враќање на италијанската марка на новиот континент од 2011-та. Стартот беше одличен. Првата година се продадоа рекордни 47.000 возила, а солидна беше и 2014-та. Но интересот на купувачите беше се помал и Fiat лани имаше 2400, а годинава за првите 9 месеци само 800 продадени автомобили. Некогашното братче на Opel Mokka X, американскиот Chevrolet Trax, стигна до својата втора генерација, а со неа General Motors продолжува да ги збунува купувачите. За разлика од порано, Trax сега е поставен на новата глобална платформа која има и Trailblazer. Но, иако со должината од 4,54 метри е поголем од него, новиот Trax во старт е поевтин за околу $600. Сепак пазарните експерти на Chevrolet очекуваат дека просечната цена која купувачите ќе ја плаќаат за Trailblazer ќе биде околу $5,000 повисока од онаа за Trax. Одговорот на прашањето зошто се крие во различниот имидж на двата модела и спецификациите. Моторизацијата на Trax е трицилиндрична со работна зафатнина од 1,2 литри доволни за испорачување 137 конјски грла. Менувачот е 6-степен автоматски, а погонот на предните тркала. Оние кои сакаат повеќе ќе мора да се одлучат за Trailblazer. И двата кросовера делат повеќе дизајнерски линии со впечатлива маска, тенки светла и високо подигнат заден дел. Внатрешноста е пријатно уредена, а на обемните списоци опрема се среќаваат загревани седишта, бежично полнење на телефон и слични нешта кои додаваат доза луксус. Пакет и опременост ги има повеќе, така што купувачите навистина ќе бидат на мака што да изберат. А за тоа има доста време, бидејќи иако веќе се примаат нарачки, првите испораки ќе бидат во вториот квартал идната година.
Polestar како посебен бренд во созвездието на Volvo го представи својот трет модел, означен едноставно како Polestar 3. Тој е посебно важен за компанијата од две причини. Првата е дека е кросовер и тоа со купе силуета, а втората дека за разлика од своите претходници воопшто не личи на адутите од поставата на Volvo. Барем за сега, бидејќи технички е базиран на големиот EX90, кој се уште не сме го виделе. Дизајнерски промовира нов корпоративен идентитет кој настана на основа на концептот Polestar Precept од пред 2 години. Пропорциите успешно ги кријат димензиите. Должината од 4,9 метри и широчината од 2,1 метар, до душа со ретровизорите. Зарамнетиот преден дел на каросеријата и покривот што се спушта му донесоа добра аеродинамичност, што е од значење за постигнување автономија од повеќе од солидни 610 км. За неа сепак најзаслужни се батериите со капацитет од 107 кВт со работен напон од 400 волти. Тие напојуваат два електромотора со вкупна моќност од 490 конски сили, кои со перформанс пакетот нараснуваат за уште 27. За намалување на отпорите, задниот може механички целосно да се одвои од тркалата. Платформата, развиена од Гили, има двокоморно воздушно ослонување и прилагодливи амортизери, а со пирачките ги има подпишано Brembo. Во кабината за 5 патници владее минимализмот како тема, до толку што скоро да нема копчиња. Арсеналот опрема вклучува многу ставки за да се оправда цената поставена на високи 90.000 евра. На почетокот ќе се произведува во Кина, а од 2024 и во фабриката на Volvo во Америка. Се започна пред 6 години со лансирањето на Атека, а веќе се стигна до првиот милион. Точно толку кросовери ги напуштија продажните салони на Seat досега. Шпанскиот производител долго чекаше на дозвола од матичната група за да навлезе во се повеќе популарниот сегмент. Беа подготвувани разни концепти, дури и го произведуваа Audi Q3 од првата генерација, но попусто. Германците не попуштаа повеќе од деценија, а кога конечно се согласија, оваа категорија веќе беше добро пополнета од конкурентите. Шпанците сепак вешто во своите кросовери ги имплементираа гените и спортскиот имидж на марката и успехот си дојде сам по себе. Трите кросовера, што сега се продаваат под знакот на Seat, лани сочинуваа 49% од продажбата, што е за 3% повеќе од европскиот просек. Најпопуларен меѓу купувачите е Арона, кој, иако се појави една година после Атека, сепак води според бројот продадени примероци. Тоа посебно е битно за раководството на компанијата, бидејќи е единствен кој се произведува во Шпанија. За разлика од него, Атека излегува од погоните на Шкода во Чешка, а Тарако од главната фабрика на Volkswagen во Волфсбург. Некогаш со Нано, сега со Тајго, индиската тата повторно сака да го здрма светот со најевтин автомобил кој може да постои. Во духот на времето тој сега е електричен, но со цената поставена над $10,000 еднакво провокативен. Лошата карма на неуспешниот Нано избегната со тоа што Тајго навистина личи на автомобил, а не на играчка. Долг е 3,8 метри и има меѓуоскидно растојание од 2,4 метри, а опремен е со електромотор од 75 конски сили.
Со него овој мал хеџбек ќе забрза за 5,7 секунди, ама до 60 км на час. Ќе се нуди со 2 пакета батерии со автономија од 240 или 315 км, а значајна е и нивната 8-годишна гаранција. Изненадувачки за вакво возило, наменето за широките народни маси, е опременоста со интересни нешта, меѓу кои и можноста за користење брз полнач кој за половина час ќе испорача струја за 110 км. Нарачки веќе се примаат, а индиците ги ветуваат првите испораки за јануари. За сега никој не споменува лансирање на некој друг пазар освен домашниот. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Metropolis, bрој 1 радиомрежа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Европа се договори. Сите нови автомобили од 2035 година ќе бидат без емисии. После не така долг период од пласирањето на иницијативната идеја, земјите членки на Европската Унија, Европскиот парламент и Европската комисија која ги подготвува законите се сложија производителите на автомобили да не продаваат нови возила на фосилни горива. Ова нема да важи за малите производители и каде се класифицира Алпин, кој го официализира своето врвно дело A110R, која преку аеродинамички подобрувања и намалување на тежината сега има подобри перформанси.
Заради негодувањето на индустријата, но и на некои земји, овој договор кој представува голем успех за екологијата и покрај силното лобирање се досега беше неизвесен. Според него, новите стандарди за емисиите на јаглерод диоксид ќе бидат воведувани постепено. До 2030-та просечните емисии мора да бидат намалени за 55% кај автомобилите, а за 50% кај доставните возила. 5 години после тоа сите морат да бидат 100% чисти. Оваа одлука е јасен знак на производителите на возила да побрзаат со реализацијата на своите планови за електрификација. Во поглед на тоа се подготвува и ослабување на идните Euro 7 норми за емисиите со намера намалените трошоци за развој на новите мотори да ослободат дополнителни средства. Преминувањето на еколошки прифатлив погон ќе помогне во остварувањето на крајната цел до 2050 година транспортот во Европа да стане климатски неутрален. Сепак, од обврската за нулта емисии ќе бидат исклучени малите производители кои годишно продаваат помалку од 1000 возила. Оние пак кои произведуваат до 10.000 возила ќе имаат една година подолг рок да ги прочистат своите автомобили. Единствено можно сценарио моторите со внатрешно согорување да преживеат кај другите производители е користењето синтетички горива добиени од обновливи извори и евентуално водород. Значајно за нас е што, иако неофицијално се споменува дека се очекува во перспективно време овие нови правила да ги прифатат и земјите кандидати за Европската Унија, меѓу кои е Македонија. На автомобилите моментално отпаѓаат 12% од сите емисии на јаглерод диоксид во Европската Унија, а на целокупниот сообраќај двојно повеќе. Планови за забрана на возењето автомобили со мотори со внатрешно согорување не постојат. Наместо тоа се очекува сите тие да бидат заменети со електрични, но до кога никој не сака да прогнозира. Сите преработки во новата изведба 110R се во името на зголемувањето на перформансите. Во исто време, тие го намалуваат отпорот за околу 5% и обезбедуваат поголема стабилност при големи брзини. Резултатот е 3,9 секунди од 0 до 100 км на час и максимална брзина од 285 км на час. Поради широката употреба на јаглеродни влакна во внатрешноста и на каросеријата, новиот Алпине тежи само 1082 кг и има сооднос на моќност и тежина од 3,6 кг на конјска сила. А110R го користи познатиот 1,8 литерски турбомотор со 300 коњи и во комбинација со 7-степен менувач со двојна спојка го мобилизира својот максимален вртежен момент од 340 Нм при 2400 вртежи во минута. Хидраулично прилагодливите амортизери со кои каросеријата може да се спушти за 10 мм, фазите на враќање и компресија на амортизерите може рачно да се менуваат. Истото може да се направи со карактеристиките на моторот, менувачот, воланот и педалот за забрзување, звукот на издувните гасови и интервентните параметри на ESP системот. Внатрешноста на Алпине А110R, вклучувајќи го воланот и школките на седиштата, е целосно обложена со микрофибер ткаенина. Наместо вообичаените рачки има црвени ремени за затворање на вратите, позајмени од светот на мотоспортот. Стандардната опрема го вклучува меѓу другото вградениот телеметриски систем Alpine Telemetrics, кој во реално време ги прикажува зголемениот притисок, температурата на преносот, вредностите на забрзувањето, вртежниот момент, моќноста, аголот на управување и другите технички податоци. Бојата за лансирање Matte Racing Blue одговара на шемата на бои на актуелниот болид во Формула 1 A522. Покривот целосно јагленороден е обоен во сјајно црно. Никаде не се споменува цената, но важно е дека А110R може да се резервира преку апликацијата Alpine.
Уште еден студен туш за британската автомобилска индустрија. BMW идната година го сели с производството на електричните возила од марката Mini во Кина. Покрај сегашните модели на тамошниот партнер Great Wall ќе му биде доверен и идниот Aceman. Единствено што ќе остане во Европа ќе биде електричниот Countryman кој ќе излегува од погоните на BMW во Лајпциг. Ова несомнено е голем удар за Велика Британија, која се надеваше дека после Брекзит ќе стане центар за производство на електрични возила. Според BMW, производството на електрични и бензински автомобили на истата линија е неефикасно и овој чекор ќе овозможи модернизација на фабриката со технологии кои ќе ги испорача токму Great Wall. Токму заради тоа се шират шпекулации дека германците сакаат да ја продадат фабриката во Оксфорд на кинеската марка која таму ќе ги произведува своите европски модели. Ова секако е демантирано, но никогаш не се знае што времето ќе донесе. Заколнатите алфисти велат дека моделите на миланската марка се толку добро направени што не им треба никаков редизајн. Пазарот сепак си има своји правила и за да ги задржи конкурентни, Алфа Ромео ги обнови Джулија и Стелвио. За прв пат откако се појавија пред 6, односно 5 години, тие беа подложени на малку потемелен третман на подмладување. Стилот во кој изведен е одраз на единствениот пристап на марката лансиран со помалиот тонале. Светлосните групи сега се прилагодливи матрикс со 3 секции и анимирани сигнални ленти, иако самиот нивен облик всушност не се смени. Долниот дел од браникот е преобликува, на малите естетски корекции се направени и на задните светла. Внатре и двата модела добија дигитални инструменти, чиј приказ возачот може да го избира меѓу 3 начина. Препакувани се и нивоата на опременост, а од техничка страна единствена новост е враќањето во понуда на основниот модел со 160 конски сили, кој беше исфрлен пред 2 години. Другите мотори остануваат непроменети. Истиот дизел се нуди со 190 и 210 коњи, а бензинецот ги произведува 200 или 280. Сите се спарени со 8-степена автоматика. Ревидираните Джулија и Стелвио ќе се нудат во продажба од февруари, додека нивните врели квадриофолио верзии се уште не се ажурирани. Во 2019 година од Кина тргна пандемијата на COVID-19. Штом заврши пандемијата, се случува нова пандемија на светско ниво и на европско, а тоа е продирот на кинеските модели на пазарот. И Македонија не е поштедена од тоа. Еве денеска го имаме на тест MG EHS, кој е плагин хибрид. Овој модел е класичен кросовер и нема врска со историјатот на марката MG, која беше ориентирана да произведува спортски двоседи. Имаме класичен кросовер, кој по својот изглед не се одвојува од своите конкуренти. Нема што да се зборува многу за изгледот, но далеку од тоа дека има што да се критикува. Неговата линија и поставеноста на дизајнерските елементи е избалансирана и добро средена. Високата контура нема што да се елаборира, исто како и задниот дел, кој во многу нешта потсетува на неколку европски модели, се разбира дизајнерски. Ова е плагин хибрид, што значи дека во гепекот се сместени и пакетот батерии. Оваа должина од вкупно 4,6 метри која има овој модел е
за жал со намален багажен простор. Производителот декларира 486 литри капацитет, но мислам дека тоа е преамбициозно. Во долниот дел од гепекот, тој што најмногу го зима просторот, е лоцирана батеријата. Таа има 16,6 киловат-часови капацитет и доволно е со овој полњач да се наполни за 4 часа и да со него да поминете некаде околу 40 до 45 километри во градско возење. На задната клупа има доволно простор, да не кажам и многу повеќе, но веднаш доаѓаат до израз спортските седишта кои повеќе соодействуваат со купе возило, а не спортско корисно возило. Ова е веројатно од остатокот на историјата на марката MG. Веднаш во внатрешноста ја забележувате биколорноста. Црвено-црно се преплетува и дава една спортска емоција, додека за светлото во кабината се грижи и големиот панорамски покрив кој е во цела должина на покривот. На возачкото седиште повторно емотивна атмосфера. Целиот централен гребен е изработен извонредно прецизно. Обложен е со истиот материјал како и седиштата, а на централната конзола одозгора има 10,3 инчен монитор, преку кого се контролираат забавните функции на автомобилот, како и конективните, и се разбира навигацијата. Но тука доаѓаме до првиот недостаток. Кога ќе го активирате навигацијскиот систем, неговото подигање трае доста време. Тој е прецизен, неговото исликување е одлично, но дури се подигне, му требаат повеќе од 10 секунди, што е некое остварување типично за возила кои се произведени пред една декада. Како што реков во запознавањето на моделот, плагин хибридот е опремен со батерија од 16,6 киловат-часови, што овозможува автономија до 45 километри во градски услови на возење. Но испод каубата има 1,5 литрен турбомотор со 180 конски сили, кои заедно со електромоторот од 90 киловати формираат системска сила од 258 конски сили. Па, дали може овој склоп да пружи извонредна перформанса? Да видиме од почетокот што може да направи. Многу бучава и недобра перформанса. Производителот тврди дека од состојба на минување до 100 км на час се совладува за 7,4 секунди, што и не е некој податок, а доколку има вистински 258 конски сили. И сигурно се прашувате какви перформанси може да се очекуваат од MG. Јас сум сосема задоволен кога се вози латентно или кога се внимаваат на сите ограничување на брзината во градски услови. Тогаш тој не се разликува од било кој автомобил производен на западот. Но поради поголемата тежина која има, се забележува дека е склон на надуправување, особено кога сакате динамично да возите во свиоци. Не би ви препорачал да правите силни динамички излети, бидејќи ќе ви биде проблем малку да го смирите возилото. Тој е опремен со сите неопходни системи за асистенција и за стабилност, но неговата тежина го прави своето и инерцијата го повлекува. Можете да дојдете во искушение да ги испробате сите 258 конски сили, кои не се испорачуваат онака како што би очекувале да имате
со вака силно декларирана системска моќност. Сепак, MG покажува дека кинезите не само што сериозно ја сватиле својата работа, туку тие веќе не се инфериорни во однос на многуте параметри со кои се гордеат западните производители. MG EHS може би не е на истото ниво како неговите конкуренти. Зборувам за динамичките способности. Се забележува дека и автоматскиот менувач помалку споро ги разбира командите кои му ги дава моторот и не се снаоѓа баш најдобро со хибридниот систем. Но ќе дојде денот кога и тоа ќе биде испеглано. И на крај доаѓаме до цената на MG EHS. Тој чини 43.600 евра. За кинеско возило некои велат дека тоа е многу пари, но ако споредите со неговите конкуренти, тоа е бар за 10.000 евра поевтин од најблискиот по цена. Треба да се биде свесен дека MG дава и 7 години гаранција на целото возило и на сите склопови, што е извонредно добар показател дека кинеските производители се сигурни во своите производи. Во внатрешноста атмосферата е одлична. Дури и не забележав оној типичен мирис кој го имаа доскоро кинеските возила кои искачаа на глобалниот пазар. MG EHS пријатно изненади со балансот помеѓу цената и понуденото. Кинеската треска е незапирлива и полека се шири кај нас, пред се поради пристапноста на моделите кои барем во финансиска рамка се вклопуваат во желбите на македонскиот купувач. Следното издание ви подготвуваме тест од Renault Austral, кого го направивме во Шпанија. Hasta la vista!